Бугарската текстилна индустрија се осовременува, нашата заостанува. Ова првенствено се однесува на воведување на нова технологија во производството што ја зголемува продуктивноста и преработката на текстил ја прави исплатлива. Нивниот автоматизиран процес наспроти нашиот мануелен најмногу се одразува врз грбот на работниците, односно врз нивните плати. Дали кошулата ќе биде изработена во Бугарија, во која што има многу по автоматизирана и многу поголема поддршка во делот на опремување на компаниите добиваат тие компании, или ќе се произведе во Македонија со многу повеќе трудоинтензивен труд, вие тие 10 евра ќе ги поделите, сакате на 5 жени, сакате на 2 жени. Мислам, значи тоа е признаениот труд кој што вие го добивате за услугата која што ја правите. Во спротивно нема да имате работа. Се во ова македонската текстилна индустрија ја става на стопанското и социјално дно. Ние имаме една навистина катастрофална ситуација. Пред се текстилството е ставено, буквално јас ќе употребам збор, на столбот на срамот. Срамно е да бидеш работодавец во текстилот, затоа што ти си експлоататор, ти си недоволно социјално одговорен и така натаму, и некако таму се мали платите, таму се лоши условите, без да подлабоко се направи една анализа какви навистина се состојбите во текстилната индустрија. Предноста на бугарските текстилци пред нивните колеги во Македонија им ја дава Европската унија. Благодарение на членството тие имаат пристап до многу фондови со чија помош успеале да се автоматизираат. Европските пари се далеку од нас, а државата 5 пари не дава за текстилците, па Бугарија станува се поголема закана за македонското текстилство, зашто голем дел од нарачките се селат таму. Колку за илустрација, 2014 година бугарските текстилци ја завршиле со добивка од 1,8 милиарди евра. Познати шпански текстилни куки лани вложиле над 10 милиони евра во бугарските градови Сливен и Свишов. Во трите погони вработиле над 2300 луѓе, кои годишно испорачуваат 100.000 порачки секаде во ЕУ. Во Пловдив по инвестиции најпознати се италијанските фирми. До пред 10 години тие нарачувале лом производство по бугарските фабрики, а од пред 2 години вложиле над 10 милиони евра во предилница, од чиј конец се изработуваат платна.